Во гостиварското село Долно Јеловце беше осветен манастирот Свети Илија. Манастирот Свети Илија во Долно Јеловце се осветува по возобновувањето кое беше извршено во периодот од 2002 до 2004 година врз темелите на манастирот 19 век. Ктитори на изградбата на православниот храм се браќата Јован и Љупче Печиновски. и сестри во Господа. Старозаветниот цар и пророк Давид, импресиониран при една ретко пријатна гледка и настан, како што е ова нашава денешнава, воскликнал: има ли нешто поубаво и попрекрасно тоа, кога браќата еднородни по дух и по крв живеат во мир, слога и љубов, проникнати со евангелска христијанска честност, спремни животворните неисцрпни евангелски вистини и пораки да ги преточуваат во живот, да ги преточуваат во дело. И навистина нема ништо поубаво. Љубовта кон нашето свето православие, многостолетно и многоилјадно, зашто не случајно викаме земја сме библиска, народ сме библиски, од Бога воздвигнати и возвеличани, вградени во книгата на мудроста над мудростите, вградени во книгата на вечноста, како боголюбив македонски род и пород, вградени во Светото Евангелие, каде што библиска Македонија и библискиот македонски народ се споменуваат преку 35 пати. А како црква исто така, со длабоки корења, која неисцрпна вера ги греje, ги подгрејува нашите христијански македонски души и срца. Еве повеќе од 2000 години од роденденот на христијанството, од боговоплотувањето на Спасителот Господ Исус Христос
од слегувањето на Бога од небото и во човек на земјата, за да го спаси човечкиот род. Осветувањето на манастирот Свети Илија во Долно Јеловце го изврши митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил во сослужение на свештенослужители од Гостиварската епархија. Исто така беше извршено осветување и поставување на камен темелник за изградба на манастирските конаци. Господи Боже наш, вере на Твоите зборови и вистини Твоето тугање, и кој што и си им дарувал на Твоите свети маченици, со добар подвиг да се подвизува и текот на побожноста да го завршат, и самиот владико пресвет преку нивните молитви биди умолени дарувајни на нас, коите чеда да имаме удел и наследство во нив, и постанувајќи нивни следбеници да се удостоиме со добрината и сите добрини кои што нам ни припаѓа, по милосрдието и човеколюбието на единородниот тој Син, со кого си благословен заедно, со пресветиот благиот и животворен тој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Животни жертви и всекдошения принесе Господи, и даже благо волил еси спасе, образно любов праздниця, позматися же истине. Блаженному спенни вечни, покој подаш Господи, сјему сопчми, сјем павших, набрани за слободи наше Отечества и сотворим вечну љубамја. Закидно. Двамо. Република Македонија, Македонска православна црква, епархија Полошко-Кумановска, Гостиварско архиерејско наместништво. Повелба. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Денес, 1 август 2004 лето Господово, на празникот преподобна Макрина, ја положуваме ова повелба во Светиот престол на возобновената манастирска црква, посветена на Свети Првок Илија Илинден, во село Долно Јеловце, Гостиварско архиерејско наместништво. Чинот осветување на возобновената манастирска црква го извршивме ние митрополитот Полошко-Кумановски Кирил. Надлежен епархијски архиереј на богодарованата ни Полошко-Кумановска епархија, по сослужение на повеќе свештенослужители и јакони. Манастирската црква се евангелисува кога на апостолскиот Светоклиментов трон на нашата Македонска православна црква е поглавар архиепископот Охридски Македонски Стефан. Осветувањето е извршено во време кога председател на суверена Република Македонија е господинот Бранко Црвенковски. Во летото Господово, кога боголюбиот македонски народ во татковината и диаспората го одбележува 60 годишниот јубилеј од Аснон, обновата на македонската државност и двата свети
Илиндена, Илинден 1903-1944. Проектот на манастирската црква е дело на дипломираниот инженер-архитект Стефан Матерски. Градежните работи ќе бидат се изведени од тајфата на господинот Милосав Ристевски, така? Изградбата нова црковно-манастирско сенародно свето дело се реализира со парични средства обезбедени од ктиторите градители, браќата господата Јован и Љубе Печиновски со нивните благородни семејства родом од село Долно Еловце. Дајте еден поздрав на слушате. Тие се и ктиторите градители, секако со огромна помош и на нивните соселани и сограѓани. Едно моливче имате, дајте ми една книга. Јован Печиновски, ктитор градители. Честито нека биде вековито. Ајде и вие тука, Љубе. Иде до Кирил е подпишан веќе. Повелете да си имате на папија вие. Изводете следите. И овде подпишете ми. Ајде го да вие. Пази, тука ти се подпалува косича. Подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војна, Господ на силите, тој е царот на славата. Подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војна, Господ на силите, тој е царот на славата. Имате ли? Донесе. И се разбира откако ја туривме ризата. Течи. Од озгора над ризлата во специјалниот отвор во столбот на кој што е поставена трпезата, која исто така ќе осветиме, туриваме Восколастекс. Ти слушај и поминешеш. Ќе разберешеш. Не случи нешто прекрасно. Святителю очи евангелисте Матеј, моли милостива Бога, да прегрешени оставление
Евангелист Лука, Моли милостива го Бога, а прегрешени оставение, полаз душа наши. Святитель очи Евангелисте Јоване, Моли милостива го Бога, а прегрешени оставение, полаз душа наши. во името на Отца, Амин, и Сина, Амин, и Светия Дух, Амин, сега и секогаш и вечно. Амин. И со свето миро ја помажавме. Сега пристапуваме, дајте и ја облеката, света водичка, и Сина, и Светиот Дух. Дајте, крстот напред. Ја поставуваме првата облека над токушно осветената. Ќе заврзиме 4 врвки на крајот од срачицата. Откако убаво ги завржавме околу столбот, престолот. Сега ќе треба имаме чинот со запечатување со црвениот восок. Држите го, свекиме. Го поставувам воздениот печат. Убаво изработена, секако од вредна рака на наша сестра, мајка, во Господа, покривка, убав изобразен крст, знамето на нашата вера, чуварот и пасителот од секакви наитија на ѓаволот, многу убава покривка. Дајте свето во покривката преку Господа. Името на Отца и Сина и Светија Дух и секогаш. Изобразение на полагањето на Спасител на Господ Исус Христос во гробот. Понатаму Евангелие, Свето Евангелие, крст представен. Можевме да имаме богословија, на богословскиот факултет, дека можевме да имаме едуциран македонски кадар, пастири, народни свештеници, за да можат Словото Божјо да го шират на просторот од библиска Македонија и по сите медијани од земјината топка на разбирливиот и логучен мајчин македонски јазик. Тоа е добивката, реков. Ајде се опарете. Света водичка. Крстена водичка.
присуваше, затоа на оние што го Само да се скажи некој тук ќе се направи. Дайте го ова. Дайте овај шајката дайте. Се благословува и осветува камен темелникот во името на Отца и Сина и Святото место заедница тука. И уште еден наместникот тој. Се благословени со драдба на Господ нека е со нас, нека не умудрува. При поставувањето на камен темелникот се одржа и традиционалното наддавање за трите лопати со кои се означува почетокот на градбата. За златната лопата Димитрија Ристевски донираше 1100 евра, додека за сребрената Кристијан Смилковски издвои 450 евра. За бронзената лопата најмногу понуди Љупче Печиновски кој даде 350 евра.